Добро вечер, гледате Анализа. Добро вечер и за моите гости, гостинки, две гостинки, еден гостин. Снежана Камиловска, вие сте програмска координаторка на МЦМС, невладината МЦМС. Добро вечер. Добро вечер. Герман Филков, председател Центар за граѓански комуникации. Добро вечер. И Билјана Ивановска, поранешна председателка на Антикорупцијската комисија или Државната комисија за спречување Добро вечер. на корупција. Добро. Благодарам сите што сте тука. Добро, морам да кажам, ја поканив заменичката председателка Билјана Каракашева Шулев. Тешко ја изговарам зашто во јавноста, еве и председателката Татјана Димитровска, за која ќе говориме најголем дел од оваа емисија, исто така не може да и се запамти името. Добро, таа ми беше гостинка и ќе го потенцирам подоцна и тоа зашто говоревме со Татјана Димитровска, но Билјана Каракашева Шулев, заменичка председателка на ДКСК. Видовте ли пресконференција денеска од заменичката? Немаше. Да, таа сега во моментов ја обавува таа позиција на Татјана Димитровска. Беше поканета да биде гостинка Каракашева Шулева на оваа дебата. Ми кажа дека имала други обврски, не ми се јави, комуницираше со мене со пораки, јас тогаш продолжив со пораките. Напишав дека работни обврски сигурно нема во ова време, 20:45 почнува емисијата. Незиното присуство дека е многу важно за јавноста да добие информации, не. Но и понудив, таа ми рече, инсистираше дека не може, има работа, и понудив 5 минути да ја вклучам на Вибер во оваа емисија и се уште важи поканата за вклучување на Каракашева Шулев, заменичка председателка на ДКСК, Антикорупцијска комисија. Исто така и понудив да следната недела имам 3 емисии во оваа телевизија, 2 аргументи и една анализа. Понудата стои да ми биде гостинка. Има многу прашања за неа, но многу од прашањата и вечерва ќе говориме. Дипломатски пасош и службени возила. По тоа ја запамти јавноста практично Татјана Димитровска, председателката на Антикорупцијската комисија, пред да дознаеме дека е осомничена за оддавање на службени тајни. Одземени се дипломатскиот пасош и незиниот приватен пасош. Возилата, службените возила ги демантираше дека воопшто биле побарани. Добро, една недела денеска излезе таа со соопштение, Татјана Димитровска, можеше да има и пресконференција, предпоставувам, како и што и незината заменичка. Вели вака, со став за делото за кој е осомничена, дека имала комуникација, признава со обвинет во случајот адитив, потврдува, но вели дека комуникацијата со тој семеен пријател, така вели, се одвивала пред да започне постапката за него, пред обвинителството, за семејниот пријател, кој сега има истрага за него и е обвинет. Вели, не зборувала за делата за кои се товари, потврдува дека се документи, јавни документи, чија содржина била објавена за јавноста, дел се јавни, а дел немаат никаква поврзаност практично, заради тоа што е семеен пријател. Добро, може вие ве молам да коментирате како поранешна председателка. Малку предолго говорев, но беше важно да кажам дека беше поканета и заменичката на Димитровска. Смее ли јавни документи да се споделуваат во случајов? Јавно, значи јавно објавени документи, вели Димитровска. Прво сакам да кажам после 5 дена јавноста веќе 5 дена има око будно и добива вакво соопштение чудно, да речем. Малку. По мене ова се нема логика, макар што нема логика, обично има психологија позади. Малку ми е чудно, зошто ми е чудно? Затоа што вели дека комуницирала со семеен пријател на кој што му дала документи, а документите биле јавни. Две прашања. Ако се јавни документите, која е потребата му ги дава?
веројатно не знаел каде да ги бара. Еве јас со вас сега ќе се обидам некои логични одговори да најдам. Значи ве молам, документите ако се јавни секој може да ги најде, а не па некој што е толку итар и што стасал да биде и обвинец, Да бил итар немало да биде обвинет. Не, тие што се бават со криминал, тие воопшто не итри. Друга работа. Како може да споделува со семен пријател документи, воопшто сега документи, заради тука гледам дека ја нема линијата помеѓу приватноста и службената работа. Зошто? Затоа што секој за кој што има предмет во ДКСК, особено кога му се работи предмет за имотна состојба, многу често, значи се вика лицето на увид, може да ги види документите, да додаде објаснување, тоа не е ништо спорно, не е ништо чудно. Значи тој можел да дојде и да види, да направи увид во документацијата. Ако сака да изнесе документи, ќе си побара по слободен пристап документи. Значи има механизми и нема потреба да се даваат документите. Мислите дека од ДКСК биле тие документи на тоа целите? Штом кажува дека се јавни документи од претходно веќе завршени, јас немам што да мислам, така кажа обвинителството, да не кажа. Не прецизира точно за какви документи станува збор. Требала да каже во незиното соопштение. Значи сега ги спојуваме двете соопштенија, тоа што го кажува таа и тоа што претходно го кажа обвинителството. Значи обвинителството кажа службени документи, кои што биле доверливи. Тоа беше од обвинителството. Сега сакам да кажам дека сметам дека нема потреба да дава било какви документи. Значи од ДКСК не се изнесуваат документи. И ако пример е завршен некој документ веќе јавно објавен, завршен некој предмет и сега јас сакам да го побарам од архива, јас треба да потпишам барање за да го побарам од архива. Значи треба тоа да се евидентира зошто го барам од архива. Сакам да кажам за се си има начин. И ова е, мислам, само чисто некакво оправдување. Плюс, ако е толку наивна работата, таа уште во после пола саат од како била во јавното обвинителство, ќе излезеше и ќе кажеше: "Луѓе, јас ова е некаква грешка, јас вака и вака, ќе си ги каже своите аргументи." Мислам, не дај Боже да се случи таква работа, мислам дека таа е најнормална реакција на некој што не чувствува вина. И исто така и самата комисија требаше веднаш да направи пресконференција и да каже: "Чекајте ве молам, вака и вака имаме тука некаква забуна, грешка или било што." Значи да се дадат аргументи кои што ќе задоволат јавноста, апетитите на јавноста, интересот на јавноста. Меѓутоа, она што мене ми е симптоматично е следното: обвинителството нема да се дрзне да даде таква мерка и забрана за вршење, не знам, дејност, предмети, било што, да има пристап во институцијата, ако нема образложение за тоа, ако нема подкрепа за тоа. Особено кога се работи за функционери. Значи, сега на овој начин по мене се фрла песок у очи на обвинителството. И затоа сметам дека обвинителството треба тука многу јасно и чисто да си ја истера работата до крај. И ако е невина, нека докаже дека е невина. Меѓутоа треба да се покаже да се покажат аргументите на виделина. Затоа што вака на овој начин од лево на десно ова е потценување на интелигенција на граѓаните. Не кажува факти практично во соопштение, нема факти. Него едноставно на некој начин сака да си каже некое свое образложение кое што сметам дека е многу задоцнато. Требаше многу порано да излезе со свое образложение и таа и институцијата, и сега има една друга работа. Било или не било? Штом паднал таков сомнеш, па ќе кажам, обвинителството не за џабе дава забрана, ги зима патните исправи, значи мерката е силна. Кога веќе паѓа таков сомнеш, треба од морален аспект да се поднесе оставка. И пред некој ден кажав исто во едно интервју: ако нешто треба да имаат членовите на ДКСК, тоа се моралните вредности. И од морални причини да си поднесе, ако и мисли добро на институцијата. А ДКСК, еве и заменичката, која сакав исто да ја прашам, зошто не побараат тие оставка ако мислат добро на институцијата?
Па тоа нив треба да ги прашат. Не, за нив не велам. Не, зашто тие не за барат од Татјана неа? Да. Па сега тие можеби не ги имаат во раце аргументите што ги има обвинителството, така. Морална некаква. Морална, да. Значи Па треба да дадат одговор. Аха. Или не сакаат да преюдицираат можеби вина. Па сега не знам, ама во секој случај треба сами да образложат зошто не искачаат на пресконференција, зашто не пример, зашто не побаруваат и тие оставка од председател. Значи секој треба да си одговори на прашањето што му е насочено кон него. Да. Логично беше да излезат со пресконференција. Па и СЈО, мајко му стара, кога се случи тоа со Катица Јанева, имаа прес. Да. Останатите членови на СЈО искочија, образложува, кажа. Дури ја затвори институцијата, што сега ви од денешен аспект мене ми е малце чудно. Ако била Катица крива, отиде во затвор, там имаше одлични обвинители кои што еви до ден денеска работат супер, требаше да си продолжат со работа. Да. Добро. Снежана Камиловска, имавте вие издвоено мислење за целиот состав на ДКСК и особено бевте незадоволни, сушност, како рековте сега, предупредувавте на партиски влијанија, на оркестрирано гласање, ете го цитирам тој дел, што беше многу важно, вашето издвоено мислење, но немаше никаков ефект. Па, нажалост, не беше дури ни прочитано на Комисијата за избор и именување, уште помалку на пленарната седница кога се вршеше изборот на самите членови. Да. Иако покрај тоа што беше издвоено лично мислење, тоа како член на Комисијата за селекција беше прифатено и од граѓанскиот сектор пошироко, така да граѓанскиот сектор во целост кој што работи на темата долги години токму на борба против корупција се приклучи на платформата за борба против корупција, го поддржа тоа со самото тоа што и граѓанскиот сектор го искажа тој став за самиот процес кој што оркестриран и бисполитизиран беше. Нажалост, ги гледаме сега на некој начин и тоа доста брзо речиси по самиот избор можеме да видиме дека започнале некакви процеси, но сепак да не навлегуваме во материјалната дискусија за тоа за конкретниот случај околу председателката, бидејќи нели тоа е сепак предмет и работа на обвинителството да докаже вината или она од друга страна својата невиност. Дека е виновна. Точно, да. Но многу соопштението што ви говори соопштението. Па прво се покажува она што уште од самиот почеток го видовме кај ДКСК, дека станува збор за една затворена институција целосно кон јавноста. Како што започна, така продолжуваат и во овој момент истото го спроведуваат, како председателката, така и целата комисија во целост, останатите членови на комисијата. Презадоцнето беше ова соопштение кој што денеска беше испратено по писмен пат, значи недостасуваше таа конекција со јавноста уште во самиот момент да се искаже. Ама соопштение незино? Лично ги делам двете соопштенија, соопштението кој што го имаше председателката Татјана и од друга страна соопштението кој што го имаше ДКСК во два наврати, нели излегува со две пишани соопштенија, но првично председателката еве да го дискутираме дека е презадоцнето. Значи, дали се очекуваше дека работата ќе спласне многу набрзо, па нема да биде веќе актуелно во јавноста, па некако продолжи притисокот од јавноста да се нагомела, да се покажува дека е значајно ова прашање, не само од правни процесни постапки за тоа како ќе се одвива, туку и понатаму оној аспект интегритетот и моралот на лицата кои што треба да бидат во самата таа комисија. И недостасуваше токму она доколку цврсто стои председателката над ставот дека не постои никаква вина и дека има основ понатаму да се бори за принципите кои што она ги застапува, беше потребно да излезе пред јавноста и отворено да го издискутира тоа, а од друга страна тоа го гледам јас лично како недостаток и кај останатите комисионери кои што треба многу побрзо да се излезат пред јавноста директно на сцена со пресконференција и да кажат што они точно ќе превземат. Ние се уште не можеме да видиме што они внатрешно преземаат како активности, освен тоа дека ќе продолжат да работат согласно законските надлежности. Они мора да работат согласно законските надлежности, тоа им е по закон, значи тоа не можат друго они нешто да работат. Така да потребно е да кажат како ќе се постават они за конкретно можеби случај на кој што работела председателката, можеби ќе направат некоја интерна проверка
ќе работат нешто повеќе, ќе Интерна. Треба јавно, се извинам што ве прекинувам. Тоа треба јавно да биде објавено. Велам интерна во рамки на институцијата. Во рамки, но да тоа со пресконференција да го соопштат. Да обзнанат нешто повеќе околу тоа. Што ќе подразбира самиот процес, што подразбира во рамки на институцијата незиното неработење, односно доаѓа на работа председателката, што подразбира тоа во рамки на интерните моментални активности внатре во институцијата, со тоа да велеат доверба дека навистина лицата кои што се таму го заслужуваат и го имаат интегритетот и се спремни да продолжат да превземат понатаму активности. И треба на крајот да бидеме свесни дека ова фрла многу голема дамка врз антикорупцијската комисија, која што ако се вратиме деценија наназад имаше исклучително низок рейтинг. Се сеќаваме многу на фамозните изјави за веки векова амин. Запослем да дојдеме до една институција која што под водство на госпоѓата Ивановска, која што веќе уживаше еден многу позитивен рейтинг кај граѓаните, беше отчетно отворена кон јавноста, беше спремна за дискусија и дебата. И токму затоа перцепцијата кај јавноста беше дека единственото тело во тој момент кој што е спремно да се бори за ова прашање. Им влева надеж. Влева надеж. На граѓаните. Исходите се дискутабилни бидејќи не се оние единствените во Синџерот антикорупцијската комисија кои што ќе го затворат прашањето за борба против корупција во државава. Има многу други институции. Они можеби се почетокот, оние иницијалната каписла во креирање на тој превентивен систем и делимично во репресивниот елемент. Но тоа беше механизмот кој што се гледаше, кој што влева надеж во тој момент. За сега да се вратиме деценија наназад во една претходна состојба и тоа што нешто долго има котрпно, особено ние од граѓанскиот сектор сме се труделе да го постигнеме како позитивен исчекор, сега да го дискутираме за тоа колку е добро решенијата, какви се што сме ги воспоставиле и како сега повторно да вратиме онаа доверба која што имавме пред само 2 години. Да, добро. Герман Филков, околу оставката. Мене ми е... Сакам еден друг аспект да го поразговараме. Прво е жално што мораме постопати да го препрочитуваме соопштението на обвинителството и соопштението на председателката, и ако ги споите тие две соопштенија, некои работи, нови сознанија може да се насетат. Пак не можеме да знаеме што се случува. Да, не тоа што ништо и од првиот момент можеше меѓу редови да се насети во соопштението првото, кога се објави дека таа е тоа што и се случи се, и што некако мене ми заличи дека е можно е дека а и според датите што таа ги објави денеска, мене ми изгледа дека таа уште во предистрагата си контактирала со ова лице, кога било веќе постапката, кога била уште тајна. И вели престанала кога е отворена истрагата и кога лицето е приведено. Значи, фино. Тогаш морала да престане оти лицето било приведено. Значи, мислам дека во предистрагата ја има осуетено, да кажем, или обелоденето на лицето дека се води предистрага кога уште е во тајност, да кажем. Тоа е, така јас го читав соопштението и датите февруари, декември денес како ги споите, мене натаму ми оди работата. Во соопштението за вчерашно на Државната комисија, срамежливо се насетува дека и велат да секој треба да си постапува според своето убедување, не и велат поднеси оставка. Бараме, инсистираме. Тоа не, меѓутоа срамежливо внатре, пак меѓу редови, може да се прочита дека бараат оставка. Поентата која е? Оставка треба, мислам, нормално што требаше првиот ден, за да се ослободи институцијата. Со секој ден на оваа статус-кво ситуација, председателката е забрането да работи тоа за што е избрана, има мандат и со закон треба да го работи и зема плата, не се нека не зема, можеби, не знам. Од една страна, и од друга страна со ваквата, значи, лимбо ситуација на Државната комисија е девастирана, тоне и е нерелевантна. Што сакаат нека прават сегашните членови, нели?
пишаа во соопштението дека ќе ги удвојат напорите, ќе работат уште повеќе се. Меѓутоа, ваквата ситуација некому му одговара ДКСК да биде небитна институција. Да, идното СЈ практично. Ете така. Дента, а верувам тоа ќе биде брзо, кога ќе се поднесе оставката, брз процес на избор на нов председател, постапките се одвоени во законот, за да се спаси ДКСК, меѓутоа да се спаси борбата против корупцијата. Значи, тука за тоа станува збор. После силна таква ДКСК, извинете, ние што живееме овде повеќе од 50 години и што секој ден во оваа област работиме, само можевме да очекуваме дека следната ДКСК ќе се случуваат вакви работи. Не знаевме конкретно што, меѓутоа требаше да се насети дека силна ДКСК не одговара во оваа земја и ова што сега се случува, некој дома трие раце. Така јас мислам. Да, дека ова некому му одговара да ваквата институција сега се живурка со оваа ситуација, секој ден да губат стекнатата доверба што ја зборуваше Снежана, малку по малку и сега мислите некој граѓанин ќе ја препознае ДКСК дека е институција што треба да пријави корупција? Еве денес дали има некој граѓанин тоа што ќе го направи? Од 600-700 илјади пријави годишно што сме ги имали. 1000 пријави. 5000 и кусур беа за 5 години. А доколку се вратите на истражувањата кои што се правеа во последните години за перцепција за корупција, за проценка за корупција, во последните анализи за прв пат направени во 2023 година, значи во мандат на претходниот состав, за прв пат после толку години ДКСК рипна на првото место, на второто место во скалилото на перцепција кај граѓаните за место каде што ќе се борат против корупцијата самата комисија, односно граѓаните имаат доверба токму дека ова е институцијата. И уште повеќе мене ми беше уште повеќе мило што граѓаните сметаат дека надежта се зголемува. Нели процентот за зголемување дека има излез од ситуацијата, тој процент се зголеми. Мене тоа ми беше многу позитивен показател. Да, тоа оди едно со друго. Да, точно. Ако имам јас доверба да пријавам, сигурно имам и некоја надеж длабоко во мене дека нешто ќе се направи со таа пријава. Добро, сега вака ќе ве замолам и ќе ги замолам гостите и гледачите. Имаме еден број телефонски и може да покаже веќе режијата, се работи за број од 075 214 149. Јас сега тој број ќе го завртам. Станува збор за име Катица Костовска. Таа е контакт за медиуми, ја има на веб страницата на ДКСК, на Антикорупцијската комисија, како вели контакт лица, контакт за медиуми. Советник, советничка за комуникација и односи со јавноста е Катица Костовска. И сега јас овој број што го кажав, уште еднаш ќе го кажам и може и да се покаже со слика 075 214 149. Еве сега јас ќе завртам на овој број. Добро, вели дека е непостоечки број практично, но можат и велам, јас и ги поканувам и гледачите, граѓаните да завртат на тој број. Ете го има бројот, може целиот екран да го видат. 075 214 149. Контакт, значи со медиуми е непостоечки број. Станува збор за Катица Костовска, таа е одговорна за комуникација. Морам да искоментирам. Да, ве молам. Значи, и Катица Костовска, и останатите во секретаријатот, кои што вложија толку многу труд, кои што се покажаа дека се вредни, дека се способни, дека работат со срце, мене навистина се ми е многу непријатно кога во ваква конотација се споменува името. А Катица Костовска ќе работи тоа што ќе добие, нели, задача. А задачата е дадена да не постои телефонскиот број, предпоставувам. Не знам ја како е дадена, сакам да кажам, истиот човек претходно бил исполнителен, одговорен, вреден во работењето и сега во оваа конотација навистина ми е жал. Што да кажам? Добро, добро.
Сакавте нешто Камиловска. Тоа Добро. За жал некако секогаш се доведуваме во ситуација да институциите ги поистоветуваме со лицата кои што ги водат институциите. Ако ситуацијата била, еве сега за жал користиме конкретно име на господјата која што работи во институцијата, ја си работел на функцијата на соодветен начин, била исполнителна во своето делување. Сега имаме нешто спротивно, бидејќи имало невозможен број нели за комуникација со медиуми. Сепак тоа произлегува од начинот на кој што се делегираат задачите. Ма сега ве молам, ако ви дадат задача да вашиот број да биде непостоечки, вие ќе послушате ли? И ќе земате плата за непостоечки број? Ве молам, секој одговара за својата работа. Не може да ви наредат. За тоа што лицата кои што ги водат институциите не се поставуваат на начин на кој соодветно согласно работата за која што се поставени да ја водат. И тука доаѓаме до на првично уште пред година и пол кога зборевме дали лицата имаат интегритет, дали се соодветни за самите позиции за да можат да ги спроведат активностите на начин на кој што ќе ги спроведат. И сите овие нешта покажуваат и на тие сегменти. Значи од првата седница на ДКСК која ја има, то првата или втората седница, како платформа на граѓански организации за борба против корупција, јавно се обративме до нив за тоа дека седницата не им беше јавно достапна, значи немаше податоци за самата седница. Додека претходно имавме седници на кои што јавно можеше да се учествува, било кој граѓанин можеше да се уклучи уште во времето на ковид, кога се водеа седниците на YouTube и на за работата на Ивановска и незините комисија, да. Веќе во 2024 година на втората седница на ДКСК видовме дека тие беа затворени кон јавноста. Седницата не беше достапна, немаше испратено никакви покани, докако и до претходно стигнуваа до платформата, за да можеме да ги следиме самите тие седници. И веќе се виде таа блокада, односно затвореност кон медиумите. И кон колку пресконференции видовте? Еве, кажете ми, вие ги следите, ја следите активноста на ДКСК. Колку пресконференции видовте дека имале антикорупцијската комисија? Искрено да бидам, нема ни да се сетам на пресконференција. Да, мислам дека во овој контекст, пак се кажам, поранешната комисија, навистина во однос на транспарентноста многу високо ги постави критериумите. Превисоко очигледно. Не, да кажам. Ама никогаш не е превисоко, не, тоа е проблемот. Да, сакам да кажам, високо за македонските услови, меѓутоа секој може да оди и над тоа, и повисоко од тоа. Така што не беше ни лесно, меѓутоа секој свесно колку кандидати имавме вкупно во изборот? 70. Секој свесно се пријавил и гледа што се работи во комисијата и како се работи. И секој се пријавил и рекол, аха, и јас сакам, и јас можам така, и јас знам. Меѓутоа, сакам да кажам, транспарентноста, како што во земјава секој ден веќе се соочуваме, транспарентноста, ние не треба да очекуваме дека е нешто што е еднаш постигнато, освоено и за секогаш дека е така. Борбата за транспарентноста, за отвореноста е секојдневна. И ова вие што го правите со телефонот, тоа е секојдневна борба. Верувам дека уште утре тој телефон ќе биде сменет, ќе биде поправен, ќе биде функционален, не знам од кои причини не постои или зошто е ставен, не знам навистина, меѓутоа за да не зема никој плата. Меѓутоа, мислам дека притисокот за транспарентноста секој ден треба да биде. Да. И сите што мислат дека тоа е лесна борба, не е воопшто, бидејќи се бориме секој ден, учествуваме во таа борба. Секој ден треба да се потсеќаат институциите. Тоа што поранешните членови беа, па да кажам, секојдневно на телевизија, по медиуми, односно одговара и не само реактивно, туку и проактивно. Значи, наметнува прашања во општеството. 2-3 прашања што ги знаеме. Првото што секогаш ќе потекне од таа комисија е прашањето за
корупцијата и проблемите во вработувањата. Тоа беше нивно број 1, проактивно го наметнаа на општеството да се стави ред во таа област. Со колективните договори. На тоа мислам. Вработувањата 19 вработувања во јавниот сектор и потоа почна како една тема над сите што ги работеа. Сакам да кажам, беа и проактивни, беа и активни. Меѓутоа, тоа според мене е нормален начин на работење. Значи, само си ја вршат својата работа. Вршењето работа, и тоа за Македонија важи многу, не е само ти да дојдеш да си ја вршиш работата. Односот кон јавноста, информирање на граѓаните што не плаќаат, и не тоа вас. е дел од работата. Да, сакам да не кажам. плаќаат. Да. Добро, Да. и нас не плаќаат некои други граѓани, така и ние сме, да кажам... Да, научните обврзници на други земји кои бараат отчетност од работата. Ете така што мислам дека отчетноста, контактот, информирањето на граѓаните треба да оди како паралелен дел од работата. Кога ќе рече чекај сега имам работа, и тоа ти е работа. Така е. Транспарентноста е резултат на одговорноста на носителот на функцијата, колку е тој одговорен и отчетен, толку ќе биде и транспарентен. И институцијата, вие го наметнавте тој... Колку имате поголема транспарентност, толку корупцијата има помали шанси да вирее. Значи, тие се обратно пропорционално поставени. А кај нас сега тие некои процеси што започнаа за зголемување на транспарентноста во државата воопшто, сега како да се намалуваат. Еве пак ќе ги спомнам препораките на Греко за советниците во владата. Значи, препораката на Греко е да се објават по име, по презиме, по износи, по работа што ја работат, дури да се наведе и од која е нивната фактичка дејност, нели, затоа што тука да се знае дали се стручни за областа за која што советуваат. А на списокот во владата вие само може да видите име и презиме и за која област. И тоа мене ми е исто симптоматично за која област назначени се советници за области за кои што имаме ние одделни министерства. Зашто постојат тие советници кога тука имаме цел министерски апарат да работи и да функционира? И зашто ги нема износите? Па треба да барате во отворени финансии кој колку износ, нели, колкав му е паушалот, но не знаете зашто. Не знаете зашто, бидејќи од тие договорите не се закачани, па да видиме зашто ги ангажираат. Нема извештај од работењето закачен, па да видиме што сработиле за тие 1500 евра што им ги даваат. Значи, нема ни контакти, нема ни телефонски броеви. Значи, многу е важна транспарентност. Најважна, како еден од предусловите за демократија. Што викаат, стари прав исповед, греф нема. Ако сакаш да си покажеш работата, бурум покаже си толкова. Да. Добро, мораме со реклами. Останете со нас. Добро, се враќаме во анализа со моите гости. Може сега со Снежана Камиловска ве молам прашања околу ДКСК, пак сакам да се вратам околу изборот на членовите, зошто мора да има од политички партии во таа комисија во собранието, кога има... Еве, нели од Центарот за граѓански комуникации беше Сабина Факич. Во минатиот избор. Да, за минатата комисија. Да. Тоа е, ќе каже Снежана, меѓутоа во законот е предвидено член на селекционата комисија да биде представникот од граѓанскиот сектор во Советот за соработка со владата и за развој на граѓанскиот сектор од таа област. Така е по, да кажам, по функција таму, ако е тоа функција. Да. Тој модел, кога се драфтираше законот од 2018 година, мислам дека најголемо внимание токму се постави на моделот на избор на идните комисионери, имајќи го во предвид до тогашното искуство, политичкото влијание кое што го имаше самата комисија до тогаш, се гледаше да се изнајде модел кој што ќе оневозможи политичко целосно влијание на самиот избор на членовите на ДКСК. Да оневозможи е идејата, но таа е неостварлива. Видете, првиот избор кога што се направи, дали нема време, бидејќи беше многу краток периодот за да можеше да се спроведе изборот,
се спроведе на начин кој што ги избравме на Билјана Ивановска и останатите членови како први, нели, согласно новиот закон, и се покажа моделот како исклучително успешен. Ако се сеќавате, тогаш идејата беше и во сите други независни тела на начинот на бирање да се реплицира овој модел, се со цел, нели, да се овозможи и во тие останати други законски решенија каде што имаме ваков тип на комисии и тела, да се спроведе еден ваков тип на независен избор. Да. И токму затоа пристапот беше, кога се креираше моделот, прво дискусијата беше членовите колкав мандат ќе имат. Затоа идејата беше да остане на тоа дека ќе имаат еднократен мандат од 5 години без право на реизбор, да не можат членови кои што биле претходно во комисијата да имаат можност за повторно да аплицираат на повекот, се да се оневозможи некое дополнително влијание или нели што би се рекло уседување во функцијата, па да си се продолжи сето тоа да иде лесно. Начинот беше да имаме 2 члена од граѓанскиот сектор. Принципот да не биде тоа на посебни избори кои што ќе се спроведуваат за да се одолговлечи процесот, бидејќи веќе беше функционален советот за соработка на граѓански организации со влада, при влада, што е нели како тело. Двајца од тоа тело, од редот на тогаш Демократија и Допло владење, сега претпоставуваме со новите измени ќе биде новиот член за борба против корупција кој што е во тој совет, и од редот на медиуми, како двајца представници да бидат во тоа тело, народниот правобранител како едно, нели, тело кое што треба да ги застапува интересите на граѓаните пред се, и поделбата да биде на останатите 4 члена од редот на представниците, народните представници, еве да ги кажеме, кои што ќе бидат поделени двајца по двајца. Партиски представници. Се трудам да дадам најдобрата формулација што би требало да представам. Што би требало, да. Кои што ќе бидат представени двајца од опозицијата и двајца од позицијата. Секако, нели, водејќи се од принципите на еднаква застапеност понатаму и во комисијата, понатаму и во членовите кои што ќе бидат избрани во комисијата, така да се гледаше моделот да овозможи еден избор кој што ќе биде репрезентативен и оправдан од сите чинители кои што работат во оваа област, чинители кои што се вклучени, кои што ги знаат проблематиките, да можат граѓанските организации, односно било кој да дојде и да поставува прашање од публика, и тоа така и се спроведе. И тоа првиот процес, можеме да го кажеме, нели, како едно успешен пример. И потоа ви имавте издвоено мислење да ја скратиме целата приказна и да признаеме, нели, дека ова не е одржлив модел, не е демократски модел. Кога во ваква демократија, нели, демократија во развој, многу млада демократија, не можете да имате политички партии. Моделот во таа комисија. Јас верувам дека моделот не е проблемот, туку злоупотребата на моделот е проблемот. Не можете вие да направите. А како ќе ја спречите злоупотребата? Свеста како се гради. Не можете вие. Векови се потребни. Со репресивни механизми. Ако некој знае дека ќе биде казнет за своето делување кое што е такво какво што е, противзаконско или спротивно на принципите, тогаш нема да го злоупотребите, ама кај нас не постои тој механизам, на жалост, за било што. И сега вие кога имате можноста да знаете дека ќе злоупотребите и за тоа дополнително дури можеби ќе бидете пофалени во рамки на своите редови, тогаш најверојатно тие тоа го прават и го злоупотребуваат. Пак ќе се вратам. Издвоеното мислење беше споделено од вас, од медиумите, но не беше споделено внатре во рамки на собранието како законодавен дом, во рамки на кој комисијата за селекција постоеше, во рамки на комисијата за избори и именувања, во рамки на парламентарната седница, каде што пленарната седница, каде што и се правеше самиот избор. А да не збориме дека не постоеше правен механизам да имаме издвоено мислење во самиот записник, кое што можеби ќе беше дури и побезболното решение за собранието во целина. Да. Добро, јавноста дозна благодарејќи на медиумите, како велите. И не сите, предпоставувам не сите. Добро, кој сака да се вклучи околу изборот, дали треба да се изврши притисок? Ама зошто ги идеализирате, еве, и Камиловска и Ивановска, се обидувате да убедите дека е добар моделот? Не, друго сакам да кажам. Значи, моделот дека е добар е. Можеби со одредени
модификации може да заживе, односно ете овие ризици да се намалат. Добро. Неколку пати кажав, штом членовите на селекционата комисија имаат неусогласеност околу изборот свој, а имаат снимки за сите кандидати, едноставно може да седнат и да ги погледаат снимките заедно и да утврдат дали сомнежите на граѓанскиот сектор се оправдани или не се оправдани. И тие како комисија за селекција да имаат потоа еднаков став, значи да си ги расчистат дилемите. Но на јавна сцена треба тоа да биде изведено. Ако нема проблем. Значи за вас нема проблем. Да, сакам да кажам дека вие би дозволиле, но ама зашто да не? Значи сакам да кажам дека тој начин што стана чекор напред со обезбедени снимки, овозможува таква работа, зашто да не? Друго нешто, бидејќи се беше снимено, можеше тоа да се пушти во етерот и да се изврши селекцијата после, да кажеме, одреден период, 2 недели. Лупам, нема веќе. Значи, после некое време. Вие како новинари, како медиуми, ќе истражевте и ќе добиевте некакви информации за членовите и ќе се изфилтрираше ќе се изврши некаков притисок? Во јавноста ќе се направеше на некој начин филтрација. Сега, нели, си кажуваме идеи со постојното што можеме да добиеме. Треба да го размислите моделот сепак. Исто така, можеби е доволно по еден член од партиите да биде, па да биде изборот со... Ама зошто инсистирате воопшто да има член од партија? Тоа не ми е јасно. Затоа што изборот се прави во Народното собрание и Народното собрание сака да си има своји представници таму. Се едно дали сакаат, ве молам. Знаете, тоа е формално правна елемент од дека, знаете, комисијата за селекција е дел од комисијата за избори и именување. Во самото собрание. Добро знам. Но зошто мора да биде, сепак, не мора да биде ни во самото собрание да бидат избрани конечно. Тоа е мојата идеја. Добро, можеби ќе се размислува понатаму и за некакво друго решение доколку ова. Зошто не извршите притисок? Сепак, да бидат исфрлени, елиминирани, извинете. Тука веќе се и меѓународни елементи во прашање. Ако ги разгледате сите меѓународни конвенции, особено еве сега ќе навлеземе вунка конвенцијата, таму и се бара, значи тоа е на такво тело, дали ќе биде комисија, агенција, во кој формати да го наречеме, да биде тоа независно тело кое што ќе биде пред се надвор од извршната власт. Во рамки на нашиот правен систем, нека биде од законодавната. Законодавната е собранието. Па тоа зборам, тоа говорам да биде надвор, зошто воопшто мора во собранието да се гласа за тие членови. А кајде на избори? Каде? Не на избори, не може ли на поинаков начин да се конципира? Искуствата се такви. Зошто мора? Секако дека може на поинаков начин. Овој модел, кога беше искреиран за законот 2019, така беа избрани првата, мислам по тој закон комисијата, беше функционален. И немаше потреба да се ни преиспитува, ни менува. Сега гледаме дури дека... не се ни спроведе никаде пошто... Да, сега гледаме дека можел да се изигра. Јас мислам нема модел што во Македонија нема се може да се изигра. Така. Дека сега може да се размисли да има квалификувано мнозинство делот на граѓанскиот сектор. Да не сме кандидат што ќе добие мнозинство конечно да не сме кандидат што добил помалку од 50% од граѓанскиот воопшто да помине. Тоа можете да го моделот како модел беше уникум и беше прогресивен за оваа земја. Затоа што замислете кандидатите што ги избира таа комисија во која членуваат дури тројца надвор од парламентот, од граѓански сектори, од независни институции. И прашањата да ги поставуваат имаат право невладините од областа на борба против корупција и медиумите. Значи, таа листа собранието мора да ја изгласа. Значи му викаат повели, изгласа ја. Не смеат они да речат овој го гласам, овој не. Значи толку доверба се дава на таа селекциона комисија. Меѓутоа ете мнозинството за кое говорите квалификувано може да се има начини како се, но видете сега да се што мене ми пречи. Невладин. Ово е проблемот. Ние сега повторно на акутните проблеми ги штелуваме законите и ги затвараме дупките. Утре нова дупка ќе се отвори. Пак ќе го менуваме моделот. Добро, па секогаш може да се моделира и да се размислува за подобрување. Може да има нема совршени закони. Корупцијата со
закони не се спречува. Не знам, но добро, еве, начинот на избор. Герман Филков околу јавните набавки и тајноста на податоците за кои инсистираше оваа комисија дека тие може да бидат злоупотребени, дека се строго доверливи. Практично инсистираше на нетранспарентност. Сега подоцна се, но може да објасниш дека заменичката вели не разбрала јавноста, иако јавноста добро разбрала. Еве за Призма е разговорот со Фросина Димеска, колешката. Од најновото да почнем, па ќе дојдеме, нема многу да должам. Имавме состанок со дел од членовите на комисијата на оваа тема по нашите бурни реакции. Со антикорупцијската велите? На оваа тема, повторно ќе кажам, и рекоа дека тоа го во интервјуто го кажува и сега актуелната главна, да кажам, Каракашова Шулев, и тие ќе преиспитаа таа анализа, односно антикорупцијска проверка на легислативата и ќе се коригираат во тој дел. Инаку, малку да кажам за гледачите, бидејќи сите не стануваат, легнуваат со овие наши прашања, за кои што ние толку сакаме прецизно и педантно да зборуваме. Вашиот Центар за граѓански комуникации работи со децении веќе, и по тоа сте најмногу и познати. Во проверка на Законот за слободен пристап, се нашло за сходно дека, бидејќи во законот се вели, но тоа е така од 2005 година, дека сите документи во постапките за јавни набавки се информации од јавен карактер. И секој може да ги... Тие сметале дека тоа може да остави простор за различно толкување кои се сите документи, сметале дека тоа е прешироко дадено и дека тука треба да се интервенира. Со сите аргументи што ги стакнавме како организација и како дел од платформата за борба против корупцијата, се, да кажам, разбравме, се убедивме дека тоа е... Вие ги убедивте практично, им извршивте притисок да ги сменат ставовите? Ние ги изнесовме сите аргументи зошто тоа не смее така да изгледа. Дека тоа повеќе корупција ќе донесе отколку да спречи и ќе се преиспита таа одлука. Со кого имавте средба? Имавме средба со дел од членовите на комисијата. И со лицата што работеле на... Значи беше, да кажам, на едно такво техничко работно ниво. Зошто сме сите уплашени од вакви интервенции? Зошто толку дигнавме галама? Сите афери што се откриени случаи со судски процеси и со затворски казни, ретките, сите се поврзани со јавни набавки и сите се поврзани со документи од оваа алинеја 1 во членот 10 во Законот за слободен пристап. Да не ги бројам кои сакате. Последната, најактуелната, адитив, од тие документи. Случајот Рашковски, од тие документи. Бехтеленка надзорот, од тие документи. Мазутот од тие документи. Базените недоизградени од тие документи. Сите големи, да кажам, скандали се од тие документи. Јас разбирам дека многу не сакаат, меѓутоа, пак ќе кажам, освоено право, освоена транспарентност од 2005 година наваму, уцврстена во 2019 и во Законот за слободен пристап и за јавни набавки, така што сметавме дека ова е нешто што не сме никако да се чепка. Системот електронски почива на тие сите, да кажам, транспарентности направени. Податоци, Замислете, но, пак ќе кажам, тоа што граѓанските организации, медиумите ги користат е едно. Мене најбитно ми е што граѓаните ги имаат тие информации. Таму се трошат 1.300.000.000 евра наши пари. На граѓаните. Така, од кои по 500.000 годишно, 500 милиони Македонија годишно позајмува од странство, така? За да си ја затвори дупката. Значи, тоа се тешки пари, позајмени со камати, потрошени и планот за јавни набавки, да видиме кој што планира да набави. Еднаш имаше еден градоначалник планирал голф игралиште во планот. Видовме на една работилница, луѓето скокна, не се изгради.
Не ни треба вика голф игралиште, немаме ова. Да видиме договорите, така? Кој што рекол дека ќе изгради, кој што изградил. Да. Сумите, така како ќе знаеме дека градоначалникот Мерко купил 66.000 евра ауди, ако не се достапни тие документи. И ред да не ги бројам. Значи, граѓаните имаат увид на тој начин. И од друга страна, знам што е болката, бараат одговорност од тие што ги трошат, зошто така ги потрошиле. Граѓаните сакаат се повеќе и ги гледате оние гневни граѓани што протестираат, сите ние сме граѓани на оваа држава и тие што сме останале, нели, сите викаме медалја да ни дадат, оти сме останале во оваа држава да живееме, сите ние сакаме да знаеме ни прават чест политичарите што живеат со нас. Дека тие пари се трошат рационално. Да. За наше добро. И за последно и ова ќе завршам. Украина во таква жестока агресија и борба што се наоѓа. Да. Сите овие податоци и се достапни. А може Украина, ние не можеме. Ако ми дозволите само, ме радува што ДКСК сега беа спремни да имаме свет, да има таква сведба и да кажа. присуствувавте на не, сведбата? Јас лично не бев на сведбата. Добро. Но ме радува дека еве беа спремни на таква сведба и да се дискутира за ова прашање, но ќе си дозволам да го кажам оно народно, но после свадба тапане произлегува. Добро. Затоа што веќе они ги извадија на водите надвор во таа антикорупцијска проверка на законот. Сега ќе направат нешто ново, ќе ги прифатат, да кажеме, забелешките, но веќе се пушти ракавицата и му се дава можност на собрание утре да го земе во предвид ова што они денеска го декларираат. Не, ќе се измени тој документ и нема да... Тука ќе биде многу ќе биде битно како дали ќе се направи така процесот. И колку ќе биде тој процес и како ќе го изведат. Тоа од комисијата. Добро, па вие ќе вршите притисок, нема секако да ги оставите да ветуваат. Да не биде дојдено во состојба да се злоупотреби сето тоа, особено сега кога законот е влезен веќе во процедура за измени во својата завршна фаза, владина процедура веќе предпоставувам дека треба да оди. Да не дојде малку е неинер, па ќе оди во процедура. Да не дојдеме во ситуација да се злоупотреби за утре во собрание со амандмани да се направат измени кои што ќе бидат спротивни на тоа што до сега го зборуваше Герман. И истиот тој процес да не се злоупотреби дека во моментов е исто актуелен. Законот за спречување корупција и судебни интереси завршува процесот на ЕНЕР, веќе ќе влезе во владина процедура. И сето ова што го дискутиравме сега што е актуелно и со моделите и со изборот, верувајте со една обична амандманска измена може да бидат изменети овие круцијални закони во многу негативно, што сме сведоци дека го гледаме во последнава година. Добро, невладините организации и медиумите се токму тој коректив кој мора да направи притисок. Ме потсети Герман во однос на трошењето на парите од страна на функционерите и потребата граѓаните да знаат за тоа, па се потсетив дека едно време имаше алатка за транспарентност и отчетност, кој функционер по колку троши, за што троши. Не постои веќе. Не постои више 4 години. Постои, но не се нема информација. Не е апдейтирана. Не се храни со податоци. Да, не постои во тој смисол. Де факто. Значи, еднаш освоената транспарентност е уште не се потврдува дека може да се избори. Добро, ние сме на крај. Може завршено да ве прашам еве вас, жената која одеше со велосипед на работа, тоа сте вие, Билјана Ивановска, до ДКСК, до антикорупцијската комисија, се соочи со жената која бараше службени автомобили и добиваше дипломатски пасош. Каква ДКСК гледате после ова? Дали мислите дека е најдобро овој состав да заврши, да престане со работа и да започне некоја нова ера со можеби нови некои измени за кои еве и Герман Филков веќе ги кажа идеите како треба да има избор. Значи, основ за заменување во моментов има председателката. Да. Морални причини за да се замине, легитимни. Останатите членови се уште имаат шанса. Имаат шанса да покажат дека можат. Сите имаат искуство, имаат знање, имаат се, само битно каква цел имаат. Значи, имаат шанса да се покажат понатаму.
Моите разбирања за таа комисија се дека членови на антикорупцијска комисија не треба секогаш да гледаат кое им е законското право во однос на привилегии, туку треба да бидат пример. Значи, ние, фала Богу, и останатите членови, не сум само јас, него и останатите членови од комисијата не беа во тој дел некои кои што ќе побараат, па зашто да не земеме ние служба. Ние имавме службени возила, па ги вративме. Сакам да кажем. Ниту пак колегите кои што доаѓаат од други градови, па молеа за службен превоз и така натаму, напротив. Со Дурмо Турс и со операција на Кичма, колегата доаѓаше од гостина. Нури, Нури Байрам. Сакам да кажам дека за нас беше многу поважно каков пример ќе дадеме, отколку да ги бараме законските права. Да, добро. Снежана Камиловска. Се спомна Нури Байрам, па ми текна на првата седница на тогашната ДКСК. Прва точка беше, ако ви текнува, на судирот, постоењето, дали постои судир на интереси во изборот на Нури Байрами, за тоа дека дали Джанакот имал право да гласа или да не гласа. Да, тоа беше, да. Што тотално не мора да го направи во тој момент. Требаше ние да бидеме чисти пред себе и да си погледнеме во очи и да знаеме на што сме. На јавноста да и погледнете во очи. Тоа е тој пример кој што треба да го покаже ДКСК овој состав. Како што вели Белјана, да им се даде шанса на останатите да покажат, да излезат, да направат еден исчекор понапред, а и на наредните, кога и да бидат наредните, а на председателката да размисли дали со останувањето на позицијата, бидејќи очигледно денесното соопштение дека останува на позицијата, дали нанесува добро на институцијата и на долг рок на борбата против корупцијата. Да. Добро. Јас мислам дека сега комисијата е во еден вид заложништво во моментот, дека мора да биде ослободена за да може да почне да работи. Колку ова подолго трае со неподнесување оставка, неослободување на комисијата, мислам дека само ќе тоне надолу, затоа што во ваква ситуација луѓето на вистина ќе речат и функционерите ќе речат која ДКСК оваа, значи таа веќе во оваа ситуација не е пример за борба против корупцијата. Ако биде ослободена комисијата, ако имаме нов председател, еве постапката, законот си ја овозможува, еве нека тргнат раце, нека овозможат убаво да протече законски целата постапка. Мислам дека тоа па понатаму од секоја криза, нели, треба да учиме и некој може и посилен да излезе. Значи, може ова да е скок, да кажам, но ако се случи се ова што го кажувам, затоа што знаеме колку траат истражните постапки, судските постапки, ова може и 5 години вака да трае, пак ќе кажам, не навлегувам во невиноста или во вината на председателката, со сета почит за презумција на невиност, меѓутоа во моментот комисијата мора да биде ослободена од сегашната ситуација за да може да работи. Поинаку не му одговара на никој, на политичарите им одговара, меѓутоа на граѓаните не. А и на сегашните членови. Не им одговара на долг рок, не им одговара, па се сеќавате ние кога баравме оставка, например, разрешување на директорот на Агенцијата за млади и спорт, баравме од владата да го разреши, бидејќи имаше наоди и од ДЗР и од страна на ДКСК. Владата не го разреши, напротив го бранеше и кажа дека треба се почитува принципот презумција на невиност. Меѓутоа не направи разлика што значи лошо работење и што значи вистинска злоупотреба во смисла дали злоупотребил, дали крадал, не крадал, што правил со ваучерите, злоупотребил и така натаму. Тоа е сосема друго прашање. Значи, тука се докаже дека тој не знае да раководи во тој случај. И владата тогаш не го разреши. Ете го тој случај дојде на суд. Значи, излезе јавна обвинителска одлука, има обвинети повеќе, не е само директорот. Сакам да кажам дека амнестирајќи ги тие случаи тогаш, таа влада си падна. Значи, ние 60 иницијативи дадовме за разрешување. Основани.
Никого не Резултатот разреши. го Никого не да. разреши. И ова сега што го прави собранието може малце да отвори поширока расправа, да викне надзорна комисија, па да одговараат пред таа надзорна комисија. Па вика собранието може да разреши член на комисијата доколку не се исполнети условите од членот 11. А еден од условите е да нема забрана за вршење на дејност. Да. А токму сега имаме забрана за Забраната вршење на имаме, дејност. да. Ме разбирате? Значи, не е дека не може да се делува. Не е дека треба да се чека сега, само и сега ќе чекаме. Што да чекаме? Милоста на да, значи, Катица, се на случило се што се извинувам, случило. Билјана. Ова е темна точка, ама секоја темна точка може да се осветли, што вика Герман, да стане предизвик. Добро и да проработи бројот за медиуми за контакт, мислам дека е многу важно. Благодарам што не гледавте. Пријатно.